Силно невреме повеќе од 12 часа остави делови од Беровско и Делчевско без струја, а градот и снегот штети направија на домовите, а пред време ги обраа и овошките. Еве керамиди паднати, еве лозата падната, овошките сабаре кога станавме мраз имаше полно, овошките дрвца се уништени 100%. Најголеми штети има во околината на Тработивиште. Каква е состојбата во останатите делови на Пијанечко-Малешевскиот крај? Треба допрва да се изврши анализа, да се причека ден-два, кога ќе дојде до доплување на температурата 25 степени и тогаш може да се согледа колкави штети, дали ќе има штети, конкретно дали ќе има штети на толчникот и прашниците на расутените овоштија. Ова е резултат на температурите кои синоќа овде се спуштија до под нулата и ветерот кој дувал со силина од околу 80 км на час. А како да се наоѓаме во Соединетите Американски држави кога ураганите беснеат по Америка, така го некако доживував јас тоа невреме синоќа. Имаше грмежи, па това никош не се чуло, и грми и снег лее. Така беше, да. Имало е, ама грмежи и врнежи не сам видел. А иначе снег е падало у мај месец. Со многу ветер и со грамотевици има оштетување сега на кабелската и тие и на струјата и тоа. Во обид невремето што побргу да престане, спас некои побарале и во бајачките. Што го изнеса јајцето. И си се прекрста и се помоля на Господа. Викам, Господе, иду гора зелена. Невремето викам. Тамо има гора зелена, вода студена, трева зелена. Викам, а тука викам, остави ни викам посадјето и имовината на нас. Силно невреме проследено со дожд, ветер и слаб град имаше и во останатите општини од регионот, но за среќа, посериозни последици не се регистрирани.